Коновскиот градоначалник неочекувано, ама потполно ја разоткрива својата интима. За него се прифатливи методите на контрацепција, но бидејќи за тоа нема регулатива. За да спречи несаканата бременост, секој обид за протестна репродукција, благодарејќи на неговото будно око, лично го спречува. Ако ме прашате мене дали моите се стерилизирани, не, затоа што нема законска обврска, но го контролирам процесот на парењето, почитувана советнички. И не им дозволувам на кучињата да се размножуваат. Среќа е што тој има добар вид за разлика од неговиот колега од Битола. Не му изгледа толку му се самастени очилата што баш и не забележува дека дадените ветувања не успева да ги реализира. Оние кои му помогнаа да стане тоа што е, сега му нудат, барем да прогледа. Еве, јас ќе ви дам едно шамивче, овие се ефтини. Ако сакате една кутија ќе ви купам и ќе ви ги дам да си ги бришите почесто. Бидејќи очигледно имате розева прашина на очарите и не гледате што се случува во градот. Во чашка пак не помагаат ни два пара, ниту појак диоптер. Тешко оди дешифрирањето на кодираните буџетски ставки, програми и подпрограми. Па наместо да вложат малку повеќе труд за да сватат, се бара од служби да ако може да им го упростуваат, оти не знаат зашто гласаат. Тука измени и дополнување што има на буџетот, ова е тем професионално, за да го разбираме ова треба една недела да читаме. На реден пат, ма е добронамерно кажено, треба, кога има измени и дополнување на буџетот, стрикно да ни кажете во која насока има измени и дополнувања. Вака е тем професионално, ништо не разбираме. Нивото на знаење е важно, но уште позначено е барем да си има пристојна комуникацијска култура, бидејќи во Карпош ниту неа ја нема. Во време кога постојат толку многу алатки, навистина е чудно да не се види дека си има пропуштен повик, особено ако тој може бил од значење за тамошните жители. И за тоа имам голема замерка према председателот на Совет, кој не дига телефон на ниеден наш член во Советот. Не знам на кого. Јас 3 пати сум покушал да го барам, 3 пати игнор. Тоа не се десило до сега да председател на Совет, на обичен советник, а не на координатор, да не му дига телефон. Значи, дајте малце да се уозбилиме. А за се да биде малку посериозно, на располагање се најразлични начини како да се направи таков работен амбиент. Примери има многу, но ова е за издвојување, не само на локално, туку и на централно ниво. Сметам дека кога ќе дојдеме на седница, муш треба да отвориме џамој, за лагите побрзо да излегват и да имаме попријатна атмосфера, бидејќи 2 години јас се осеќам дека некој мене секој ден ме лажел. И на крајот, кога на лагата, навистина и нема крај. Значи, ке. 30 години слушаме ке. Ве молам да си ги засукате ракавите и вие од централна власт, и вие тука од локална власт и да почнете да работите. Додека чекаме, може треба да се размисли за нова промена на името. Не мора веќе да бидеме северна, доволно е да се прекрстиме во Македонија.